Ви благодарам, подпредседателке. Госпоѓо заменик министер, многу лош начин одбравте за да го браните ова предлог законско решение, барем во една од репликите сега кои што ги кажавте на колешката, имено потенциравте дека законот сте го пратиле во Европска комисија и оттаму сте добиле позитивен одговор. Тие ви рекле да пуштите ваков предлог закон во собранието. Да подсетам дека исто во законско решение го пуштате неколку пати во собраниска процедура. Беше повлекуван, заради тоа што и сами знаете дека имаше отпори од стручната јавност на ова предлог законско решение, особено заради тоа што тука собнеш дава и самиот факт што од самиот почеток го пуштате со европско знаме. Ваков закон не се носи со европско знаме. Ваков закон се носи по една нормална процедура и ако сакаме да го измениме и ако сакате и ако сакаме како држава реално да ја подобриме довербата во јавно-обвинителската служба и во судската служба, се седнува заедно со опозицијата и се работи и се прави едно предлог законско решение кое ќе биде во интерес на државата и пред се во интерес на судиите и идните јавни обвинители кои што претендираат да бидат дел од ова академија на суди и јавни обвинители. Кога се осудивте да изговорите дека од Европска комисија сте добиле позитивно светло на ваквото предлог законско решение, заборавивте дека само пред 2 недели евроамбасадорот ве кудеше, ве критикуваше за злоупотребата на европското знаме за генерално како влада. Јас убаво знам што зборувам, нема потреба да ми се смеете, не сум од вчера. За Бехтелиенка, меѓутоа, европското знаме кое што го користите за оваа влада стана добро утро. Стана добро утро, заради тоа што не можете да понудите, немате ни широчина, ниту пак трпение, а ниту пак сакате да прифатите нечие знаење. Суетата ви е толку голема, што не сакате ни да послушате, ни да прифатите нечие знаење, за да се подобри едно предлог законско решение. И буквално се терате на сила. Го најдовте начинот, европско знаме, поскратена постапка, не може ВМРО да помане, ништо да направи тука, терајте, носете, правете штета, нема проблем. Значи, покрај ова, покрај за законите кои што велите вие дека ве критикуваше, амбасадорот спомена, дека критикува за премногу честото употребување на европското знаме, односно злоупотреба на европското знаме при носењето на закони. И зошто велам дека одбравте грешен начин да го браните ова предлог законско решение? Верувајте, многу е лошо тоа да се каже во јавност, заради тоа што Европската комисија никако нема да ви даде одобрение ако нема усогласување со европското законодавство, како што нема во овој закон усогласување со европското законодавство, односно и сами знаете дека во предлог законот не се наведени податоци за изворни акти од Европската унија со полн назив, број, датум, ниту пак е наведен правен акт на Европската унија со кој што вршите усогласување, односно не вршите усогласување. Сега да се задржам и на текстот од законот. Во член 2 од законот стои јасно дека цел на основањето на академијата е да се обезбеди професионално, непристрасно и ефикасно извршување на судиската и јавно-обвинителската функција, како и стручно и ефикасно извршување на работите на стручните служби во судството и јавното обвинителство. Сега со овој актуелен закон кој што го имаме во собраниево, со овој предлог текст, целосно професионалноста, ефикасноста и непристрасноста исчезнуваат. Тоест, повеќе нема да постојат и со ова предлог законско решение е веќе повеќе од очигледно дека целта на оваа власт е сега буквално да се партизира и судството и обвинителството. Имено деновиве актуелно во медиумите често можеме да ја прочитаме и да ја видиме ситуацијата која што е многу реална во моментов и во судовите и во обвинителствата во Република Македонија, односно дека е зголемен, односно има недостаток и на суди и на јавни обвинители. И тука се наметнува прашањето дали во овие изминати години толку го одолговлекувавте одлучувањето за избор
на оние кои што полагаа во Академијата, потоа и за избор на суди и обвинители со цели месеци, за да ги доведите судовите и обвинителствата во ова многу лоша катастрофална ситуација, за да може сега со овој закон да примите во судијата, во Академијата за суди и обвинители, за жал, партиски кадри со кои што целосно ќе го партизирате и судството и обвинителството, имено повеќе не е можно да го партизирате на онаков начин како што го направивте пред многу години, кога во една вечер избравте околу 600 судии и го преполнивте судството и обвинителството, па тогаш некако како традиција да стана да мора во судовите и обвинителствата главно да ги наследуваат судиите и обвинителите деца на суди и обвинители, меѓутоа еве најверојатно го најдовте начинот како повторно да ја партизирате оваа служба. Со изборот на тие тогаш 600 судини очигледно беше партизирањето на судството, па и од забелешките кои што ги добивавме во извештаите на Европската комисија, а и целата јавност можеше да забележи дека навистина има потреба од промени на начинот на избор на суди и обвинители, и токму заради тоа беше формирана и Академијата за суди и јавни обвинители. И се сеќавам кога се носеше законот за Академијата, беше работен со Европската комисија, со представници, стручни луѓе, и можам да кажам дека беше еден од подобрите закони кој што служеше како пример за многу земји во Европската унија. Нормално годините врват, законите треба да се променуваат, така и овој закон, меѓутоа да се подобри, а не да се влоши ситуацијата, особено во овие моменти кога довербата во судството и обвинителството е толку мала, толку многу прашина се креваше и при уписот, а и при изборот на судиите и обвинителите, и наместо ние како држава да се стремиме да ја подобриме оваа ситуација, на овој начин правиме да се влоши ситуацијата. И еве сега, заради тоа што цело време потенцирате во минатото, сега лично ќе зборувам, ова е лично моје мислење, потенцирам лично моје мислење. Според мене, најдобар беше изборот кога во првите 3 генерации што заврши обвинители, суди и јавни обвинители на Академија за суди и јавни обвинители, кога се велите устен испит. Да, постоеше тогаш устен испит, меѓутоа некако сега да формирате комисија и комисијата, секој член на комисијата да може да му постави на Ане едно прашање, на вас друго прашање. На Ане може да ја постави, вас може да ја постави сега конкретната комисија 2 + 2 колку се, на Ане може за Марс некое прашање и се знае кого ќе го избере. Знаете дека тогаш постоја 3 прашања, се влечеја и одговара. Се согласувам дека треба да има устен испит, меѓутоа начинот на кој што ќе ги добиваат кандидатите прашањата да биде унифициран за сите. Ајде тогаш заеднички да направиме една измена со амандман и да го подобриме овој начин, заради тоа што нашиот сомнеш е реален дека ова ќе се случува. Исто така, тогаш имаше, не сум правник и ќе ми дозволите да се подсетам, можеше да пишува така студија на случајност беше? Така. И исто така, ете така. Па тоа е начинот на кој што може да се види елоквентноста и стручноста на еден човек. Ама вие го враќате, меѓутоа ова што ви го велам јас, значи едно може да се поставите на Ане, едно вас. Да биде нешто да може да го влечат луѓето прашањата, кандидатите. Понатаму, кога зборувам за субјективното влијание на приемната комисија, толкому ова е сега. Усмениот дел на испитот беше само 15%, така? Можеше да биде влијанието. Сега може да биде 50%. Токму тоа е поентата на ова што ви го кажувам. Значи, комисијата да има најголемо влијание со тоа што, повторно ќе речам, од нив зависат прашањата кои што ќе ги постави. А знаеме дека, барем сите сме биле и студенти, знаеме дека ако сака некој да најде некое прашање за да никогаш не поминеш, ќе најде такво прашање и никогаш нема да поминеш.
Со предложените законски измени се предлага и писмениот и усмениот дел да се полагаат пред оваа приемна комисија, која што потенцирам, има учество 50% во вкупната оценка за кандидатот, што е преголемо субјективно влијание и дискреционо овластување. Почитувана заменик министр, да не дозволиме да се урне авторитетот кој што е урнат и на Академијата за судии и јавни обвинители, а кој што не беше на почетокот, имено со пиетет и со почит се гледаше и кон кандидатите кои беа примени и кои што станаа судии и јавни обвинители. Таа треба да е најважна кога станува збор за квалитетно и независно судство, од која што ќе произлезат квалитетни и навистина независни и судии и јавни обвинители, и треба да биде единствена влезна точка за да некој стане судија и јавен обвинител. Зошто сметам дека грешите што на ваков начин со европско знаме го туркате овој закон, покрај тоа што кажав дека го злоупотребувате европското знаме. Заменик министер, првото поглавје, ако почнеме преговори со Европска унија, кој што треба да се отвори е правосудството. Што да се очекува ако вие вршите злоупотреба на европско знаме на закони од правосудство, како што е овој за Академијата за судии и јавни обвинители? Тоа значи дека Република Македонија никогаш нема да ги отпочне преговорите. Благодарам.